sviraja, da si kažan dva, tri zbora, rad duša, da si odmora. Roden kraj da pojda svega, da si vidam Melnica, majka, tatko, kuća stara, lele reka Melnička. Roden kraj da pojda svega, pa na češma punteska, da si najdam lična moma, pa i svadba da si naprava. Овие стихови, испеани од прерано починатиот солист на танец Далибор Ѓошиќ, оставени во аманет на сегашните и идни генерации жители на селото Мелница, одекнаа силно на традиционалната манифестација и селенички мелнички средби, која годинава по втор пат се одржа во велешкото село Мелница. Обкружено со недопрена природа, густо зеленило и спокој за сите сетила, распослано од потпадините на планината Јакупица. Селото Мелница е дом на близу 800 жители, најголем дел иселени во Швајцарија, Германија и Турција. Дружењето е братско стебло, а кога тоа стебло е убаво, големо и дебело, ќе одиме само напред. Ке каже Ердован Еки Етоски, председателот на македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, кој воедно е иницијатор и организатор на иселеничките мелнички средби. Мелничани имаме многу причини да се гордееме на своето македонско потекло, корените и мајчиниот македонски јазик, затоа што векови наназад ги негуваме богатата културна традиција, обичаите и јазикот како најважно национално обележје на еден народ и држава. Исто така, можеме со полно срце да бидеме горди на нашите предци, но и сегашните поколенија, кои покрај работата и живеењето надвор од татковината не ги згаснаме родните куќи и огништа, ами напротив, придонесуваме во модернизацијата и изградбата на родната Мелница на општина Чашка, како и на татковината Република Македонија. Да се биде мелничанец, тоа значи да си роден и израснат под падините на оваа прекрасна планина и шума над нас, да си го вдишел воздухот и да си ја пиел водата мелничка чиста како солза, да си ја облекол или видел барем за миг најубавата со срма извезена и искаена мелничка народна носија, за кои нашите стари испеале многу песни, ги зачувале вековините преданија и мелнички обичаи, единствени по својата убавина и фолклорен раскош. Драги пријатели, драги гости, Макмел во своите редови има многу членови кои се присутни на оваа манифестација и кои придонесоа оваа манифестација да продолжи да живее и да собере толку многу присутни гости во родната Мелница. Преку мелничката и селеничка средба целата македонска јавност ќе ја види и ќе дознае повеќе за Мелница и мелничани, за нашето гостопримство, кои ќе послужат како добар пример за тоа како се сака родниот крај и татковината. Иницијативата на македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, беше да го направат селото Мелница епицентарот во кој на едно место ќе се соберат повеќе генерации староседелци и селеници и заедно ќе уживаат во богатиот фолклор, убавата македонска песна и пријателска дружба. Затоа што родниот крај останува непрекината нишка без разлика каде и да отиде човекот на земјината топка. Годинава за прв пат има директен пренос. Се надевам дека сите наши сограѓани широко во светов каде што доаѓаат, кои што не успеале да дојдат да видат вечерва присутни тука,
дека ќе не видат и наредната година ќе бидат физички присутни овдека. Ова малце допира емотивно, а емотивноста не може да се искаже за жал, така да ме разбирате, значи ова е голем настан. Гостите што се дојдени од страна не исполнуваат уште плюс дополнително. За до година се надеваме дека ќе имаме повише гости, повише ентузијазам и се надеваме дека ќе биде и програмата побогата, пообширна. Мислам дека втората иселеничка мелничка средба има три концепти: одржување на врските, дружење и еден од побитниот концепт ние што сакаме да го постигнеме е самата држава да не слушне нас, да помогне во финансирањето, кој што представува огромен проблем и мислам дека е многу потребен труд да се вложи и да се одржи ова. Целта ни беше што повише да се сближиме. Без разлика од каде, дали сме од тука, дали од Швейцарија или како некои што имаме во Турска и без разлика, значи целта ни беше само да дојдеме што поблиску сите заедно. Од значајност не е поради тоа што ги држиме на некој начин сплотени нашите иселеници што се во странство, диаспората со нашинците тука преку оваа убава традиционална наша музика, орој, така натаму. Прилика е да се собереме сите, да се видиме, да се дружиме, да се сближиме со не само со Мелничани, и со сите од Македонија генерално. Многу убава прилика да го покажеме нашето лице во посветло издание. Секоја година, кога доаѓаш тукаш, имаш поново еднош, како ти кажам, како поново да се прераѓаш. Тоа не се опишува со зборови. Ние таму го викаме тоа место Црвеница. Тоа се некои селски зборови. Самото доаѓање према село. Поново ти почнуваат борниците доаѓат. Тоа е едно страшно. Не се опишува со зборови, стварно. Манифестацијата која има тенденција да премине во традиционална и да се пренесува на сите идни генерации мелничани, и оваа година беше поддржана од матичната општина Чашка. На територијата на општина Чашка Мелница е едно од ретките села во кои што живеат голем број на иселеници, кои што се иселувале после 50-тите години и навистина една убава можност да сите заедно на овој ден дојдат, се видат и се дружат. Како што кажав и на почетокот во мојот говор, вела старите едно видување еден век. Навистина убава атмосфера, насмевки на луѓето. Знаете, многу држави, Европа е голема и токму оваа можност дава прилика да сите заедно дојдат во ова населено место, во родното село, во родната грудка, да се видат, да се дружат, да разменат мислења, идеи и да понесат печатоци до наредната година. И годинава, манифестацијата иселенички мелнички средби обедини стотици иселеници, бројни гости добронамерници од соседните села и од најблискиот град Велес, но и гости од други краишта на Македонија. Овие средби треба да си, како што оваа премина во традиција, треба да се случуваат на многу места, не само во општина Чашка, туку во сите општини каде што имат гурбетчи, односно печалбари, затоа што на еден начин се зближуваме уште повеќе. Песната и орото го зближуваат народот. Самата естетика на македонското знаме, швајцарското и сите други знамења каде што живеат нашите гурбетчи покажуваат кај сме, меѓутоа и од каде сме. Во Маврово и Ростуше имаме исто културно лето, каде што се организират питијада, културно лето, свадба реканска и ред други. Меѓутоа, сега се сконцентрирани на свадби, на сунети сите наши, кај што сме сите соединети и ние постоиме 11 села, кај што сме долна река.
од Ердован Етовски е кај нас во Македонскиот национален совет Благајник. Овде е председател на друштвото Макмел и главен организатор на ова вечер. И прекрасно е кога ќе си дојдеме ние овде во нашите огништа, во нашата Македонија да видиме како нашите се дружат овде, какви вечери се прават, баш во име на нашата држава, на нашата традиција, да знаат утре, задутре нашите деца, кои се нашите традиции. Ние тоа сега го правиме, се надеваме дека они тоа еден ден ќе го прават за нашите внуци, правнуци. Колку како вас, за вас како иселеник, колку се важни ваквите манифестации? За нас е многу важно тоа, затоа што ние на еден начин ги организираме горе, не ги организираме како иселенички вечери, нели, али ги организираме и горе кога ќе дојдеме овде, кога имаме такво нешто, ние се гледаме со сите луѓе кои се овде, кои не сме ги видели, например, 3-4 години. И така можеме сите на едно место да се собереме, да поуживаме малку со нашата прекрасна македонска музика, да се видиме со сите, да се дружиме и така понатаму. Вашиот крај, од кај што потекнувате, постојат ли вакви? Може ли некој средби? Да, па вака ние организиравме прошлата година баш една иселеничка вечер во Ново село, на Лебедово езеро од Македонскиот национален совет. Ги има и во нашиот крај доста. Струмица е позната по добрите забави и затоа се надеваме дека и за следната година ќе можеме пак да организираме една таква вечер и јас искрено се надевам дека ќе прерасне тоа во традиција. Традиционалната манифестација иселенички мелнички средби започна со дефиле на културно-уметнички и фолклорни друштва од селото Мелница, општина Чашка и Крива Паланка, кои во доцните попладневни часови направија обиколка на селото. Настанот и годинава беше надополнет со богата културно-уметничка програма, каде фолклорните друштва, придружени од звуците на тапанот и зурлите, покажаа колку е богата македонската народна традиција. Музичкиот дел со настап на повеќе имиња од македонската музичка, фолк и поп сцена ечеше до раните утрински часови. Манифестацијата Иселенички мелнички средби 2024 се одржа во организација на македонското друштво Макмел од Бургдорф, Швајцарија, заедно со друштвото Мелмел и местната заедница од селото Мелница, поддржано од општина Чашка и друштвото Макмел од Бон, Германија.